Монтери на гипс картон, монтери на гасовод, соларни панели се дел од занимањата за кои може да се обучуваат струмичките невработени лица. Тоа се дел од побаруваните занимања за кои има недостиг на пазарот на труд, а за Агенцијата за вработување организира обуки. До 23 април заинтересираните лица може да аплицираат во подрачната единица за да бидат дел од работилниците. Според оперативниот план за вработување преку активните мерки, кандидатите кои ќе ја посетуваат тримесечната обука ќе добиваат и месечен надомест од 9000 денари, а ќе се стекнати со признат сертификат за својата работа. Во оперативниот план за 2018 година на ниво на Македонија за оваа мерка предвидени се 400 слободни места. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска неодамна изјави дека оперативниот план за вработување го создале заедно со работниците и со работодавачите. Навистина сум среќна што денес имавме можност да дискутираме со работодавачите по однос на сите предизвици со кои што тие се соочуваат во нивната работа, но исто така и по однос на искористување на мерките од оперативниот план за вработување 2018 година. Морам да потенцирам дека како и сите политики на владата, ова реформска влада, така и оперативниот план за вработување беше направен во соработка и дискусија со работодавачите, но и работниците. И сметам дека искреиравме неколку важни мерки кои што ќе дадат придонес кон креирање на остручен, квалификуван кадар согласно потребите на работодавачите, а со тоа правиме две добра. Вработуваме лица кои што се тешко вработливи во моментов или се невработени, но исто така создаваме и можност да компаниите се развиваат, а со тоа да се развие економијата во Република Македонија. По оваа дебата очекуваме и за други состаноци со кои што ќе ги разгледуваме и размислуваме за сите други предизвици со кои што се соочуваат, но важно е сега да ги повикам и работниците кои што немаат соодветна квалификација, но и работодавачите да се пријават и да ги искористат мерките од оперативниот план. Благодарам. Истовремено трае и пријавувањето за мерката за стекнување вештини, меѓу кои за основно и напредно ниво за компјутерски вештини и дигитална писменост, странски јазици и банкарство. Целна група на овие обуки се невработените лица евидентирани во центрите за вработување. За обуките за побарувани занимања и занаете обезбедени се близу 400.000 евра, дел од државниот буџет, а дел преку проект на Светска банка. За обуките за стекнување вештини обезбедени се околу 350.000 евра. Заклучно со 28 февруари 2018 година, во Струмица евидентирани се 3386 невработени лица, од кои повеќе од половината без основно и само со основно образование.